Исламската организација од Германија донираше возило за превоз на ученици со посебни потреби на општина Куманово. Соработката меѓу првиот човек на Сдруженијето и градоначалникот Максим Димитриевски настанала при неговата дводневна посета на градот Карлсруе во Германија. Градоначалникот најави набавка на вакво возило со сопствени средства на општината на следната година. Специјално возило за лица со посебни потреби денеска доби општина Куманово како донација од Исламското здружение Ахмадија од Германија и невладината организација Humanity First. Возилото ќе биде во сопственост на општината, а ќе се користи за превоз на ученици со попреченост кои што активно посетуваат настава во кумановските училишта, информира градоначалникот Максим Димитриевски. Ќе ангажираме професионален возач, тоест професионални возачи кои што по потреба на училиштата ќе превезуваат дел од учениците. Како што знаете, ние имаме голем број на лица со попреченост во општината, над 800 лица. Активно во моментов, во делот на децата, некаде околу 90 ученици посетуваат настава активно во училиштата, од кои што одреден број имаат потреба од специјален превоз. До сега тоа го организираме со ангажман на такси компании. За жал на последните тендерски постапки во континуитет такси компаниите одбиваат и не покажуваат интерес да се пријават и сме соочени со проблемот да одреден број на деца не ги ја посетуваат наставата. Токму ова возило активно ќе го вклучиме за најтешка категорија на ученици кои што ќе се обидеме да им излеземе во пресред и секако ова е само почеток. Представникот на исламската организација Абдулах Вагус Хаузер и градоначалникот се запознале при дводневната посета на Димитриевски на Карлсруе, каде што разговарале како здруженијето да му помогне на Куманово. And we have one special wing, it is Humanity First. Нашата организација е една од најстарите муслимански организации во Германија. Ние имаме посебно крило Humanity First, која се залага за помош на луѓе со посебни потреби. Муслиманите, ние веруваме дека муслиманите треба да го почитуваат нивниот Бог и да помагаат на луѓето. Јас сум посебно импресиониран од градоначалникот Максим, кој дојде во Германија да не посети. Вие имате градоначалник кој е спремен да ја носи, да ја прошири каузата на општина Куманово низ светот и ние сме многу импресионирани со тоа што ја остваривме оваа соработка. Посебно се импресионирани од народот на Република Македонија, кој е секогаш истраен и ентузијастички настроен, иако понекогаш се соочува со потешкоти, меѓутоа се надевам дека оваа наша соработка ќе продолжи и понатаму. Обаравме одредени средства, материјални, како што гледате, го добивме ова прекрасно специјално возило за превоз на лица со посебни потреби, за кои што сме максимално благодарни. Ова е само почеток во делот на нашата соработка. Секако во моје лично име, во име на граѓаните на општина Куманово, се заблагодарувам за овој хуман гест и на самите раководители на оваа организација и секако на сите вработени. Она што јас таму успеав како градоначалник на Куманово за дводневната посета заедно со моите сограѓани од Куманово кои што ме поканија, кои што се членови на оваа заедница, да го научам, а тоа е дека оваа организација работи за ширење на љубов и взаемно почитување помеѓу граѓаните и исто така сум импресиониран од начинот како го практикуваат волонтеризмот како еден од начините за да се помогне на заедницата и на општеството. Димитриевски најави дека во текот на следната година општината ќе се обиде да обезбеди сопствени средства за набавка на уште едно вакво возило, а за непречен превоз на сите ученици со посебни потреби